Што мислите, како би го решиле овој проблем со овие брзи кредити, заради тоа што знаеме поготово денеска дека има и финансиски друштва кои велат нема камати, а знаеме дека каматните стапки им се поголеми од лихварите и тоа закон, и тоа се според закон велат. Како да се над законот? Па токму тоа е проблемот. Јас често пати зборувам на тие теми, гледам и јавно да ги искомуницирам со граѓаните тие теми. Видете, финансиски друштва, точно е дека согласно со закон финансиско друштво може да направи таква политика на давање на така наречени брзи кредити. Брзи кредити, односно брзо да ги одобруваат и брзо да има и враќање. Се извинувам, една мала дигресија. Исто така знаеме дека само со лична карта може и во туѓо име денеска да се земе со фотокопија од лична карта, има ли некаква? Тоа е катастрофа. Тоа е противзаконски да можеш ти во име на друг да земеш брз кредит. Замислете вие сега да ја земам вашата лична карта и да земам во ваше име брз кредит. Тоа е катастрофа. Тоа не сме да се дозволува. Мене интересно ми беше што Министерството за финансии, јас тоа го кажав, конечно направило некаква контрола. Сега направена е контрола и се увидени одредени недостатоци. Значи ова што вие сега го зборувавте, дека се вели дека е 0% камата, меѓутоа ваму имаме еден куп на скриени трошоци. Имаше една жена која што искомуницира со мене како пратеник, бидејќи ние генерално сме отворени и секој може да дојде до кај нас, дека за 20.000 денара. Не се сите, вие можам да посведочам, но не се сите. Добро. Генерално поголемиот дел може да дојдат граѓаните до нас. Од 20.000 денара кредит треба да врати 70.000 денари. А кредитот е со 0% камата. И како се со 0% обработка на некакви си трошоци, еден куп на скриени позадински трошоци кои што ги има. Тоа не смее да се дозволи. И јас сметам дека Министерството за финансии е добро што конечно направило некаква контрола. Она што е недоволно и за кое што јас се борам во овој и ќе се борам во наредниот период е да почне да има казни. Значи не е само да ги сконтролираме, да кажеме и тие нешто да поправат. Мора да почнеме да ги казнуваме. Не може така да работат. Бидејќи на крајот од денот, видите, оставаат цели семејства на улица. Оставаат луѓе кои што навистина после не можат да излезат од тие долгови во кои што се наоѓаат. Да не речам и самоубиства има многу заради овие долгови. Апсолутно, значи ние мораме, тие вообичаено кога кажуваат, видете, ние им кажуваме на нашите клиенти дека има ваков тип на трошок, таков тип на трошок, тие ги зимаат кредитите. Не е баш така. Тие се во очајна состојба, вие треба да им кажете што следува до крај. И тоа треба јасно да го пишете. Бидејќи кој ги чита, знаете на договорите, ќе ви дадат некој договор кој што од 5-6 страни. Вие сте во тешка состојба, ќе го подпишете, нема ни да ги видите ситни клаузи. Така е, со ситни букви, не сте правно едуциран, не сте економиста, секој може да земе кредит. И после ги има ризикот на враќањето и целиот терет на враќањето. Мораме многу посериозно во наредниот период да се позанимаваме со таквите финансиски друштва. Јас дополнителни прашања би отворил. Кои се собствениците на такви финансиски друштва? Јас ги отворив, ако се сеќавате, како прашање банките. Тоа ми е следното прашање, тоа така.